Драги гледачи, ве покануваме да бидете со нас во нашата утринска програма Разбуди се, која ќе се емитува секоја среда со почеток во 9 часот на Facebook страната на Радио Гласна надежда и на нашиот YouTube канал Радио Гласна надежда. Во емисијата ќе имате можност да следите интересни содржини, сервисни информации, утринска порака, мисла на денот, искуство од земјата и странство, совети за здравието и схраната, гости во студиото, порака од Библијата и многу други содржини. Бидете и вие дел од нашата утринска програма. Се гледаме. Почитувани гледачи, добро утро. Се јавуваме од студиото на Радио Гласна надежда од Кавадарци. Ја започнуваме и денешнава утринска програма, која нарековме Разбуди се, емисија која се емитува секоја среда со почеток во 9 часот. Еве денеска сме повторно заедно, во наредните 60 минути ќе бидеме заедно да ги проследиме точките, односно програмата што ја приготвивме за вас. На самиот почеток би сакал да прочитам од Библијата неколку капки на мудроста или мудри мисли. Поготово читаме од мудриот Соломон, од неговата книга Пословици. Па ја утро ќе прочитам неколку текстови од 24 глава Пословици. Не завидим на нечестните луѓе, ниту посакувај да бидеш со нив. Зашто нивното срце смислува насилство и устните зборуваат за зло. Со мудрост се гради куќа и со разумност се утврдува и преку знаење се полнат себе си со секакви благопријатни и скапоцени богатства. Мудриот човек се зацврстува и човек со знаење расте во сила, зашто со размислување се оди во војна и победата е од многу советници. Еве тоа се неколку навистина мудри зборови, мудри мисли кои ги напишал Соломон, поготово првиот текст вели не завидим на нечестните луѓе. Зависта, на друго место Соломон ќе запише дека е гнилеж во коските или љубомората. Така да се ослободиме ако ова негативна особина понекогаш ќе излезе од нашиот карактер или во нашето срце ќе се појави. Зависта навистина не донесува добро на оној кој тоа го има во своето срце. Значи, Соломон вели, немој да им завидуваш на нечестите. Поготово се јавува можеби завист, љубомора, револт кон оние луѓе кои на нечесен начин доживеале богатство, стекнале богатство. А и ги има многу, на жалост, дали во политиката, во бизнисот или на некои други сомнителни начини, луѓе доаѓаат до пари и честните луѓе завидуваат, им се појавува гнев во нивните срци. Некој цел живот работи не може да стекне одредена сума на пари, меѓутоа еве некои тоа го прават преку ног. И затоа Соломон вели, немој да им завидуваш на таквите луѓе, ниту посакувај да бидеш со нив. Зашто сепак благословот не е во средствата, во богатството стекнати на нечесен начин. Или зашто нивното срце смислува насилство и устните зборуваат за зло. Со мудрост се гради куќа и со разумно се утврдува. Секако, кога Соломон имал можност да бира дали мудрост или богатство, тој најпрвин побарал мудрост од Бога и потоа Бог вели бидејќи не побара првин богатство, еви ти мудрост, но ќе ти дадам и да бидеш и богат, да бидеш и славен како цар, бидејќи, знаете, ако е царот цар, тој треба да има и средства и богатство за да управува со својата земја. Како е да е, нека овој ден кој е веќе пред нас, веќе денеска, значи сега е 9 часот и некоја минута, да не завидуваме, туку да имаме отворено срце кон сите луѓе, без разлика кој што прави, секој си прави за себе и добро и лошо. Вели Соломон, ниту посакувај да бидеш со нив. Еве со ова мисла ја отвараме ова наша денешна емисија Разбуди се, а сега ќе ве поздравиме со една убава христијанска песна.
Bože moj, uči me da se molam, da go živeam zakonot tvoj. Mesto gordost ti daj mi pobožnost, moj to srce da bide tvoj dom, moj to srce da bide tvoj dom. Duhot tvoj sveti neka je tuka, so me nese kogažda je tvoj. Tvoj to ime da večno go slavam i cel život za tebe da pejam, život cel za tebe da pejam. Da bližnji od svoj jaz go sakam i da proštevam so ljubov jaz. Site neka se čudat i vidat, deka život svoj davam za tebe, život svoj davam jaz za tebe. Site neka se čudat i vidat, neka život svoj davam za tebe, život svoj davam jaz za tebe. Продолжуваме со нашата програма, почна гледачи, следова рубриката информации, сервис информации за времето и за состојбата на патишата. Веќе, како што знаете, навлеговме во летото. Наистина, во претходните денови, барем во Македонија, имавме топли, жешки денови, но, еве, овие ден-два позади нас имаме умерена температура, што се однесува летна температура. Еве денеска, според прогнозата, ќе имаме од 14 до 25 степени во западните делови на нашата земја, а во крајниот југ, во Гевгелија и Гевгелиска од 20 до 36, така ќе биде и во Теквишијата, во Беровскиот регион од 14 до 30, Команово од 16 до 32, Скопскиот регион од 18 до 34 и Охридскиот регион ќе биде прилично убава температура од 18 до 29 и во Пелагонискиот регион од 16 до 33, што би се рекло нормални температури за овој дел од годината, бидејќи веќе е лето и нормално е да имаме преку 30. Меѓутоа, кога беше преку 40 спарно, тоа беше навистина жешко во минатите денови предпладне. Денеска ќе имаме сончево и топло време со мала до умерена облачност, попладни, нестабилно, со порен дожд и грмежи, на повеќе места ќе има појава на невреме со обилен порен дожд, за кратко време грмежи, силен ветер до 60 км на час. Во Скопје предпладне сончево и топло со умерена облачност, попладне со порен дожд и грмежи во делови во котлините во форма на невреме со пообилен порен дожд, за кратко време грмежи, силен ветер и појава на град. Ете, тоа е прогнозата за денеска. Значи, во поедини делови можно да има и силен ветер, односно и појава на град. Што се однесува до утре, временската прогноза и во останатите денови, значи до крајот на овој месец, на јуни, ќе имаме нестабилно време, топло ќе биде некаде, значи до 36 степени, нема да помине, значи према 40, ќе биде сончево и топло,
Увезрачението ќе биде високо од 6 до 9, значи во наредните неколку денови, но како е да е, чувајте се, значи, од ова невреме кој ќе се појави во Македонија во минатите денови. Се случи на вистина проблем во Тетовскиот, Скопскиот регион, каде што падна многу дожд и имаше поплавени станови, односно куќи. Значи, сите овие денови кои се пред нас до крајот на месецот, прогнозата гласи дека ќе имаме променливо, облачно и нестабилно време со порен дожд и грмежи. Ќе има, значи, на поедини места појава на невреме со обилен дожд и грмежи. Како е да е, пратете го времето, не се упуштајте да одите далеко во шума ако знаете дека времето ќе се расипе, односно ќе има дождови и невреме. Што се однесува до состојбата на патиштата, од Автомотосојузот на Македонија соопштува дека сообраќајот на државните патишта се одвива непречено по суви коловози. Интензитетот на сообраќај на патните правци на надвор од градските средини умерен на граничните премини од македонска страна, нема подолги задржување за влез и за излез од државата. Значи, ако сте упатени да одите надвор од земјава, консултирајте ги граничните, значи, служби, да може, или прочитајте тамо кај што е запишено, да видите каква е состојбата, дали се чека и така натаму. Како е да е, возите внимателно, управувајте со вашите моторни возила, немојте да управувате под дејство на алкохол. Еве, тоа беа неколку сервисни информации кои верам ви се потребни, посебно оние возачи кои патуваат и заминуваат во странство. Пред да поминам на следнава рубрика, да го проследим утринскиот стих, би сакал да ве поздравам сите вас, почитувани гледачи, вие кои не следите од Македонија, но и вие во Србија, во Германија и во останатите делови на Европа и светот. Сите сте добре дојдени во нашата утринска програма Разбуди се, емисија која се емитува секоја среда со почеток во 9 часот. За денес имаме утрински текст кој го наоѓаме во книгата Даниел, 7 глава, 25 стих. Еве како гласи текстот. Тој ќе хули на Севишниот, ќе ги сотрува светите на Севишниот, ќе помислува да ги измени времињата и законот, и светите ќе бидат предадени во негови раце за едно време, за 2 времења и за половина време. Духот на компромис со незнабожството го отворил патот за натомошно презирање на небесната власт. Служејќи се со непосветените водачи на црквата, сатаната својата стрела ја насочил против 4-та заповед, се обидел да ја острани старата сабота, денот што го благословил и што го посветил Бог. И на нејзино место да го издигне празникот што го празнувале незнабожците како чесен ден на сонцето. Од почетокот таа промена се обиделе да изведат тајно. Во првите векови сите христијани ја празнувале вистинската сабота, ревнувале за Божјата чест, зашто били уверени во непроменливоста на неговиот свет закон и љубоморно внимавале на неговите свети начела. Но за да ја постигне својата цел, сатаната лукаво работел преку своите орудија, за да се насочи вниманието на народот кон неделата. Таа е прогласена за празник во чест на Христовото воскресение. Во тој ден се одржувала верска служба, но сепак тој се сметал само како ден за разонода, а саботата се уште се сметала за света. За да го приготви патот за делото што планирал да го изврши, сатаната уште пред Христа евреите ги навел саботата да ја оптоварат со мощни строги прописи, така што нејзиното празнување станало товар за христијаните. Користејќи ја лажната светлина во која сега ја прикажува саботата, сторил неа да ја презираат како еврејска уредба. Додека христијаните продолжили да ја слават неделата како ден на радост и додека настојувале да покажат омраза кон се што е еврејско, сатаната ги навел од саботата да направат ден на пост, на тага и жалост. Големиот измамник не го довршил своето дело, решил да го собере христијанскиот свет под своето знаме и својата власт да ја оствари преку својот представник, горделивиот понтифекс, кој тврдил дека е Христов намесник. Тој ова своја намера ја спровел преку полуобратените незнабожци, преку честолюбивите епископи и свештеници кои биле световно ориентирани.
Povremeno се одржувани големи собери на кои присуствувале црковни великодостојници од цел свет. Речиси на секој од овие собери саботата што ја воспоставил Бог се повеќе била потиснувана и за сметка на тоа се повеќе била издигнувана неделата. Најпосле незнабожечкиот празник почнал да се почитува како божествена установа, додека библиската сабота е прогласена за остаток на еврејството, а низините почитувачи за проклети. Наистина, почитувани пријатели, драги гледачи, од секојаш саботата била трн во очите на многу верски водачи. Се прашуваме зошто им смета саботата. Затоа што таа е Божја. Всушност на сатаната тоа му смета. И затоа измислил друг ден за празнување, тоа е неделата, наводно во чест на Христовото воскресение. Никаде тоа не го пишува во Библијата дека треба ние сега да го славиме денот, значи неделата, првиот ден во седмицата во чест на Христовото воскресение. 300 години после Христа апостолите и нивните наследници тоа не го правеле. Меѓутоа некаде 321 година цар Константин со декрет, со закон им наредил на христијаните да ја слават неделата, а да ја запостават саботата. И денеска, како овде што вели коментарот, сатаната упорно ќе настојува преку одредени верски лидери да ја воздигнуваат неделата како свет ден, а таа не е света. Неделата е прв ден работен во седмицата. Бог рекол 6 дена работи, а 7-миот е сабота, одмор на твојот Господ. Така да, еве, ако вие се уште сте во бунило некој почитувани гледачи, ако и денеска се уште кај вас превладува двумење дали е сабот или недела, читајте ја Библијата, прочитајте ги 10 свети заповеди. Во втора книга Мојсеева 20 глава. Таму се запишани сите 10 заповеди. Читајте го Новиот Завет, читајте го животот на Исуса Христа, ќе видите каде тој одел во сабот, што правил во сабот. И затоа вели Светото писмо, 6 дена ќе работиш, а саботата е света. Ќе одмараш ти и твоето семејство, и се она што е под твоја власт. Големиот измамник не го довршил своето дело и затоа решил да го собере христијанскиот свет под свое знаме и својата власт да ја оствари преку својот представник горделивиот понтифекс, кој тврдил дека е Христов замик. Знаеме дека еден верски лидер на една одредена верска заедница ја има таа власт наводно и кој ќе седне на престолот, на столот, тој станува непогрешив и може дури да опростува греови. Кој му го дал тоа право? Никој. Само Бог може да опростува греови. И затоа саботата ќе биде знак за препознавање на оние христијани кои го следат денеска Христа, кога Исус ќе дојде по втор пат, ќе ги препознае тој своите, кои денеска честно и ревно ја држат саботата и му служат на Господа. Еве, тоа беше утринскиот текст, уште еднаш да го прочитам. Тој ќе хули на Севишниот, ќе ги сотрува светите на Севишниот. Светите се мисли луѓе кои го слушат Севишниот, кои го пратат, кои живеат според начелата на Господа. Ќе помислува да ги измени времењата и закон. Гледате, сатаната ќе успее преку одредени луѓе да ја промени 4-та заповед, да ја искорне и да ја подели една од 10 заповеди и да има повторно закон од 10 заповеди, но ќе нема она оригиналната 4-та заповед. И затоа или ќе промени времења и законот. И светите ќе бидат предадени, се мисли луѓе христијани кои честно му служат на Господа, кои држат саботата, ќе бидат предадени во негови раце за едно време, за 2 времења и за половина време. Символичко секако ова кажано, тоа 1260 години, кога навистина во средниот век христијаните биле прогонувани, посебно во Франција, таа Вартоломејска ног, кај што илјадници луѓе биле поубиени, оние кои биле на страна на Господа. Но Господ ќе го заштити својот народ во последно време и тој ќе ги препознае. Токму саботата е знак кој ќе не препорача дека ние сме навистина следбеници на Бога. Одиме сега повторно со песна. U tišini noćnoj ljutam ja, srce mi čezne i traži spas. Tada Isusova reč me hrabri ja znam, s njime sam ja, ne plašim se,
ja nisam sam, da ja nisam ostavljen sam, nikada sam. Srce je našlo mir i njegov sam. Suze moje briše sve, strah i briga nestaje, ja nisam ostavljen sam, nikada sam. Možda ti si osubljen i lutaš sam, vrati se Hristu, on čeka te. Priznaj njemu grehe sve, ne plaši se, on vodit će sam život tvoj do pobede. Da ti nisi ostavljen sam, nikada sam. Srce je našlo mir i njegov si. Suze tvoje briše sve, strah i briga nestaje, ti nisi ostavljen sam, nikada sam. Da ti nisi ostavljen sam, nikada sam. Srce je našlo mir i njegov si. Suze tvoje briše sve, strah i briga nestaje, ti nisi ostavljen sam, nikada sam. Ti nisi ostavljen sam, nikada sam. Продолжуваме со нашата програма. Поточно гледачи, ја следите утринската програма или емисија Разбуди се. Емисија која се емитува секој среда со почеток во 9 часот. Продолжуваме со вестите од светот. Денес имаме интересно искуство. Ни доаѓа од Узбекистан. Всушност, ова држава или република била во поранешниот Советски сојуз. Ке ни ја раскаже Лилија, жена која живеела во Узбекистан. Лилија не верувала во Бога. Таа дури и не размислувала за религијата. Таа пораснала во земја каде што се чинило дека никој не верува во Бога, нито пак размислува за верата. Таа живеела во поранешниот Советски сојуз, затоа за неја било големо изненадување кога и се обратил глас од никаде. Лилија имала 20 години и била сама дома во Ташкент, главниот град на Советската република Узбекистан. Незиниот сопруг Јури бил отсутен. Денонокно била загрижена за некои семени проблеми. Сега повторно се грижала и дошла мислата, мора да се преселиме од ова место. Да, рекла таа гласно, мора да се преселиме. Во истиот момент почувствувала благ допир на низиното раме. Еден мек глас ја рекол, тоа е апсолутно точно. Лилија инстинктивно погледнала во соба, но немало никој околу неја. Но била сама и не видела никого. Гласот бил толку сладок што таа не се исплашила. Тоа го прифатила како потврда дека таа и Јури мора да се преселат. Кога Јури се вратил дома, Лилија го известила дека е време да се преселат. Парот на крајот се преселил далеко на советскиот далечен север, точно на Арктичкиот круг. На едно толку зафрлено место имало многу малку што и да се работи, освен работата и разговорите со соседите. Лилија и Јури работеле и разговарале со соседите, набргу станале блиски пријатели со друга брашна двојка, Љуба и Валентин. Поминале години, а нивното пријателство растело. Потоа се распаднал Советскиот сојуз, а Љуба и Валентин се преселиле. Новија брашни двојки останале во контакт.
Ljubav se zainteresirala za Библијата и го споделила оно што го научила со Лилија. Прво таа рекла дека во низиниот ум се вртеле прашања за тоа кој ден од седмицата е вистинскиот Божи ден, кој треба да се секако празнува во животот. Таа отишла кај свештеникот по одговор, но тој не можел да ја докаже од Библијата дека неделата е Божи ден за одмор. Така таа во својот очај му се молела на Бога со следниве зборови: Боже, ако си вистински, откри ми се, сакам да те запознам. Кратко време подосна на автобуската станица видела рачно напишана реклама во која се нуделе библиски проучувања. Отишла на дадената адреса и тука била собрана група адвентистички пријатели на седмиот ден. Низините прашања за тоа кој е вистинскиот Бог, односно кој е вистинскиот Божи ден, добиле одговор од Библијата и таа набрзо му го предала своето срце на Исуса со крштевен. Значи имала прашања. И ете случајно нашла овде порака дека на тоа одредено место се собира група на луѓе која проучуваат Библијата и таа го запрашала говорникот кој е вистинскиот ден за празнување. Не само такво прашање, таа имала и други прашања, затоа низините прашања за тоа кој е вистинскиот Божи ден добиле одговор од Библијата. Љуба возбудено и раскажала на Лилија за низината новооткриена вера. Лилија спремно ги прифатила библиските вистини што го споделила Љуба. Но самата таа не верувала во нив. Таа не го познавала Бога, ниту сакала да има некакви причини да го следи или да ја празнува саботата. Тогаш Љуба и низиниот сопруг останале без работа и минувале низ тешки времења. Лилија се прашувала дали можеби сгрешила што обрнала внимание на тој тивок глас и го напуштила Узбекистан. Еден ден се пожалела на својот живот на некоја непозната жена на улица. Следниот ден во домот на Лилија дошлава непозната жена по име Наѓа, носејќи полна торба домашни компири и моркови. Лилија била зачудена и сакала да ја се заблагодари и да ја возврати. Таа со своите скудни средства купила некои намирници и ги однела кај Наѓа. Се создало длабоко пријателство и Лилија била изненадена кога дознала дека животот на Наѓа е многу потежок од низиниот. Сопругот на Наѓа починал еден месец порано, оставајќи ја сама со 10 деца, кои треба да ги храни и да ги одгледува. Сепак Наѓа била исполнета со мир и радост. Лилија дознала дека Наѓа е адвентистка на седмиот ден. Сега Лилија познавала две вернички на адвентистичката црква, Љуба и Наѓа. Наѓа и дала Библија на Лилја и таа почнала да чита. Во меѓувреме Љуба и сведочила за сопственото духовно патување, а и таа испратила Библија. Сега Лилија имала две Библии. Открила дека библиските истории се фасцинантни, но таа не верувала целосно. Таа не го познавала Бога. Тогаш Љуба дошла да ја посети Лилија. Ја однела во новотворената адвентистичка црква во градот и Лилија почнала да присуствува на богослуженијата секоја сабота. Во текот на времето таа остарела и станала баба. Уживала во саботните богослуженија и во дружењето, но таа немала свој личен однос со Бога. Таа се уште не го запознала Бога, не го познавала целосно. Потоа се случила трагедија. Ќерката на Лилија го изгубила бебето непосредно пред породувањето. Потоа изгубила и втората бременност. Потоа повторно забременила и почнала да се соочува со компликации. Лилија веќе не можела да молчи. Таа гласно плачела и му се молела на Бога со следниве зборови: Господи, спаси го ова дете, не дозволувај да умре. Тогаш таа дала завет велејќи: Те прифаќам и ти го предавам моето срце со крштевање ако го спасиш ова дете. Неколку месеци подосна се родило здраво бебе по име Степан. Лилија го одржала својот збор. Таа се крстила 6 месеци подоцна. Денес таа има своја вера. Таа го познава Бога. Верува дека небесниот глас ја охрабрил да го напушти Узбекистан. Кога се преселила, ги запознала низините родители со адвентистичката наука, односно со низините пријатели адвентисткињи Љуба и Наѓа.
zato što se preselila, dobila 2 Biblije i počela da ги čita. Zato što se preselila, je našla својата вера во Бога. Поминале 26 години од денот кога го слушнала тивкиот глас во Узбекистан до денот кога била крстена на рускиот далечен север. Денес таа има 69 години. Секоја сабота оди во црква со својата ќерка која се вика Љуба и со 10-годишниот внук Степан. Се моли и низиниот сопруг и другите роднини да стекнат вера и да поверуваат во Бога еден ден. Таа верува дека тоа ќе се случи. Љуба го познава Бога и знае дека тој ги слуша низините молитви. Вистина убаво искуство на жена која имала своји падови, но слушала глас, го слушала тој Божи глас, како одговор на низиното размислување дали да се преселат од Узбекистан тамо на далечниот исток, односно во тој дел од Русија. И наистина, после толку години, после разни премрежа, таа го исполнила своето ветување, се крстила, ја прифатила саботата како ден за празнување, за светкување. Денес има 69 години Љуба, среќна и радосна. Секоја сабота во црква оди со својата ќерка, која се вика Љуба, и со 10-годишниот внук Степан. Може би и ти имаш се уште некои неразчистени прашања, но моли се на Бога, Бог ќе ти даде одговор, Бог ќе ти го отвори твојот ум и да сознаеш целосно вистината дека саботата е Божи ден. Ден како ден не празнува, не спасува. Саботата не е спасителен ден. Исус спасува, меѓутоа саботата е знак по кој Бог нас не препознава од останатите христијани. Затоа, еве, ако се уште си на својата животна раскрсница, моли се на Бога, читај Библијата, Бог ќе ти открие и ќе ти ги отвори твоите духовни очи. Тоа беше искуството кој денеска ни дојде од Узбекистан, поранешна република во Советскиот сојуз. Одеме сега повторно со песна. Slušaj što ću reći, o prijatelju moj. Sad slušaj što ću reći, na nebu živi Isus. On ljubi tebe, znaj, on ljubi te, on ljubi te, on ljubi tebe, znaj. O prijatelju moj, sad slušaj što ću reći. O prijatelju moj, sad slušaj što ću reći. Na zemlji kao čovjek za tebe umro je. On ljubi te, on ljubi te, on ljubi tebe, znaj. Na zemlji kao čovjek za tebe umro je. On ljubi te, on ljubi te, on ljubi tebe, znaj. On ljubi te, on ljubi te, on ljubi tebe, znaj. Следува рубриката кратка порака од Светото писмо. Денеска би размислувале за ангелите. Не знам дали сте виделе ангел, почитувани. Дали во сон, дали во видение, или пак воопшто дали имате поима кои се ангелите, што се ангелите, колку пати се запишени во Библијата. Дали воопшто сте виделе ангел, например, што лета. Во Библијата се запишени тројца ангели кои летат. Јован ги видел, Јован Богослов, и тоа го запишал во Светата книга.
Znači, da li ste vidjeli angel koji leta? Ne mislim na onije krilisti figuri što visat na elkite i na debelkavite gipseni skulpturi što gi ukrasuvat baroknite crkvi. Jednostavno, ne u tej smislu kako figura ili kako neko je ukrasna neko elka. Sakam da zborova deneska za stvarne angeli počitovaní koji možete da gi vidite sopstvenite oči. Može biti kažete, pa kada možda gi vidim angelite? Da li nije možeme kako smrtni suštestva da videm angeli? Jas, da vi kažem iskreno, ne sam vidjel angel. Ne se sećam da li sam sonoval nekoš za angelite. No znam luge koji sonuvali angeli i koji vidjeli su svoje oči, no to je svega nivno prašeno, odnosno odgovor što ti je treba da go dadat. Danas postojat milioni luge vo svetot koji veruvat v angeli. A ja sam jedan od njih. Jaz verujem deka postojat angeli, iako ne sam gi videl. Neki luge tvrde deka gi vidjeli i deka razgovarali s onih. Jaz ne sam videl angel, kako što rekov, niti sam razgovaral s onih, no sepak verovam. Angelite se tema na bezbroj knjigi i seminari, koji su biduva da ne objasnat koji se angelite što pravat i kako možemo da kontaktirаме s onih. I pokri современата nauka, naturalističkата filozofija i racionalното razmisluvanje i verovanjето во ангели je popularno vo našиот postmodernistički svet. Dori i Библијата, реков, зборува за ангелите. Знаете колку пати се спомнуваат ангелите во Библијата? 400 пати. Значи на 400 места се спомнува зборот ангел. Таа говори дека ангелите се духовни битија кои ги создал Бог за да не заштитат, за да не предупредат, утешат и да ја објават Божјата волја. Грчкиот збор ангело значи гласник, со кој добро се опишува нината божествена мисија. Така додека ангелите се обвиткани со велот на тајната и ја скокотат нашата фантазија, најважни се пораките што ги принесу. Значи, ние сега ќе проследиме неколку пораки што Бог ги испраќа токму преку ангелите. За разлика од ангелите чувари, од моето детско верување, последната книга Библија на Библијата ни изнесува возбудлива приказна за 3 ангели кои ја огласуваат единствената порака на жителите на светот. Сетете се дека пророштвото често користи фантастични слики и драматични описи кога сака да ја пренесе некоја порака. Ликовите во пророчката приказна може да бидат поголеми од животот, но сето тоа символично покажува нешто друго. Појавата на овие ангели ја обележува кулминацијата на апокалиптичката драма која живо ги опишува жестоките напади кои ги предводил самиот Луцифер против Бога и неговиот народ. По пат на политичко угнетување, војна сила, религијски измами и чудесни знаци, тој речиси сиот свет го става под своја власт. Само верниот Божи остаток, како што се нарекуваат Божите следбеници, истрајуваат и поради одбивањето да се покори, се случуваат со отфрлање, прогонство и смрт. За луѓето кои живеат во релативен мир и благосостојба, демократија и слобода, овие пророштва им изгледат како холивудски филмови за катастрофи, напади во рамките на сигурната зона на нашиот телевизор или кино. Меѓутоа, ако сте доживеале политичко гнетување, општествена неправда, верско прогонство, телесно злоупотребување или други кршења на вашите основни човечки права, и во новото откровение звучи реално. Каква надеж ни нуди Библијата? Како Бог ќе го заштити својот народ и како би требало да реагираме кога ни се заканува тотално истребување или угнетување од тие силни политички влијанија. Одговорот на пророкот Јован е полн со предизвик. Бог и неговите следбеници се борат против злото не со зверови или со насилство, туку со силата на Библијата. Тие единствено го објавуваат предупредувањето и ја прогласуваат конечната победа на Бога и на неговиот народ. И сега би сакал да ги споменам овие тројца ангели што Јован ги видел и нивната порака. Тројцата ангели се значаен дел од ова приказна. Како божествени гласници тие му најавуваат на светот како Бог гледа на целата ситуација и како Бог ќе одговори.
Нивната порака е упатена до жителите земни, на секое племе, колено, јазик и народ. Глобалната закана бари и глобален одговор. Секој човек на ова планета, вклучувајќи мене и вас, почитувани, мора да донесе одлука за живот или смрт. Затоа ангелите летаат на небото, викајќи: бојте се Бога, бојте се од Бога и подајте му слава, зашто настапи часот на неговиот суд, и поклонете му се на оној кој го создал небото и земјата, морето и водените извори. Нашето општество се поклонува со своите собствени интелектуални, културни, научни и теолошки достигнувања. Повеќе им веруваме на собствените способности и на потенцијалот и слушаме човечки авторитети, но Бог не повикува да го славиме Него како Создател и Господар. На тој начин ние ги ставаме созданијата на Создателот и се восхитуваме на самите себе наместо на Бога. Не стануваме робови еден на друг, да му служиме на Бога кој е полн со љубов. Тоа е вистинскиот повик за слобода, за ослободување од сите самповикани господари и лажни богови. Бог порачува: бојте се од Бога и подајте му слава, зашто настапи часот на неговиот суд, и поклонете му се на оној кој го создал небото и земјата, морето и водените извори. Вториот ангел го огласува моралниот пат и конечно уништување на мистичниот Вавилон, големиот град кој го угнетува Божиот народ и го запалил и го завел сиот свет со жестокото вино на своето блудство. А третиот ангел ги предупредува на они кои се кланјат на овие зверски сили, дека ќе пијат од виното на јароста Божија, вино неразводнето, излиено во чашата на неговиот гнев. Со најсилен можен јазик Библијата зборува за последиците од фрлањето на веста на овие ангели. Отфрлањето и непокажувањето почит спрема Бога води до губење на слободата и правдата и конечно до уништување и смрт. Ништо во вечноста не може да поништи оваа судбина. И затоа овие ангели се интересни, почитувани гледачи, што ги спомнавме. Тоа се ангели кои имат посебна вест да го предупредат народот, населението на овој свет, зашто ќе настапат тешки времиња. Но Бог нема да отстапи од својата намера, тој ќе го сочува својот народ. За да одговориме на ова клучно прашање, треба да знаеме дека грчкиот збор евангелион во оно време било употребуван како кога се прогласувала победа на римската војска. Јован го потребил истиот израз за да објави сосем поинаква вест за победата, конечниот триумф на Исуса Христа над гревот, злото и смртта. Значи овде се употреба зборот евангелие, што значи радосна вест, дека таа радосна вест ќе одекне на сите 4 страни на светот и народот тоа ќе го свати. Тоа значи дека христијаните може да живеат со надеж, чекајќи го исполнувањето на ветувањето за ново небо и нова земја на кој ќе се всели правдата. И затоа во средишето на ова порака на тројната ангелска вест од книгата Откровение 14 глава не е судот, туку избавувањето. Средичното видение на Јована во Откровение во кој ангелите летаат на небото и ги објавуваат пресудните вести е повик за верност и истрајност, а не за лелек, за казна или одмазда. Тоа се сосредоточува на страдањето на Божите следбеници и на нивното охрабрување. Тука е трпението на светиите, тука се оние што ги пазат заповедите и верата во Исуса Христа. И затоа, драги пријатели, драги гледачи, ако случајно видите ангел и ако слушате глас, проверете дали е тоа од Бога. Зашто друга страна и ѓаволот има своји ангели. Тоа се тие демони кои некојаш били Божи ангели, но сега се на страна на ѓаволот и тие може да ви кажат некоја вест. Не сега, неделата е седмиот ден, не е саботата. Не сега, ова правете го, а не она што го пише во Библијата. Значи, проверете точно дали тој глас што ќе го слушнете од Бога или од непријателот. Ангелите се Божи службени духови, пратени во полза на човекот да не штитат, бидејќи секој човек кога ќе се роди, од колевка па до гроб што се вели, ангелот не прати. Тој не чува и ги запишува, ги пренесува сите наши зборови кон Господа. На небото после знаеме 3 книги. Книга на животот, книга на смртта и книгата на добрите дела. Така да, еве, во изминатите неколку минути размислуваме за ангелите. Божите ангели се службени духови пратени во полза на човекот.
Одеме сега повторно со песна. Во својата книга Ехо, има ли некој таму? Еден од најуспешните норвешки писатели, Јустайн Гордер, раскажува за Јоаким, мало момче кој еден ден го сретнува својот врсник Мика од далечната планета Елој. Мика паднал од метеор на некоја јаболкница на планетата Земја. Иако книгата е за деца, таа содржи точно филозофско согледување за тајната и потеклото на животот. Тоа што се дефинира како израз на детската љубопитност,
сушност е предмет на астрономијата и астрофизиката. Науката ја наблюдува се повеќе и повеќе Вселената со помош на расположливата техника, телескопите и сателитите, со цел да најде траги од вонземни цивилизации. Но и да има такви цивилизации, заради огромното растојание, контактот со нив е невозможен. Дали тоа значи дека ќе останеме за секогаш сами во бескрајната Вселена? Има ли некој таму? Тоа е прашањето што го поставуваат преживеаните во нуклеарната катастрофа во играниот филм денот потоа. Дури и без колосалната атомска катастрофа или истражувачка љубопитност, оваа прашање го поставува секој човек што цирка за работ на сателитската чинија на својот мал свет. Кој е потеклото и смислата на животот? Но тука мораме да признаеме дека многу е полесно да прашаш отколку да одговориш на оваа прашање. Проблемот е во тоа што секогаш знаеме од каде би можеле да го очекуваме надежниот одговор. Науката очигледно не е во состојба да го даде одговорот на оваа прашање во догледна иднина. Филозофијата го оставила занимањето со трансцендентното во минатото, а религиите се занимаваат со задгробниот живот. Поради ова, многумина потполно се откажале да ја бараат смислата на животот. Христијанската вера експлицитно не охрабрува и упорно да поставуваме прашања за Бог. Старозаветните пророци ја повторуваат Божјата покана. Ке ме побарате и ке ме најдете, ако ме побарате од се срце. Ке ме најдете, вели Господ. Запишано во библиската книга на пророк Еремија, 29 глава, 13 и 14 стих. И уште едно ветување за оние што ќе ја прифатат поканата. Побарајте ме и ќе бидете живи. Тоа го пишува Амос во својата книга, запишана во Библијата, во 5 глава, 4 стих. Можеби ќе ги прифатиме овие зборови со надмен скептицизам, да ги прифатиме како побожни разговори и да го избегнеме предизвикот како и можноста за избор. Од друга страна, би можеле да се запрашаме како конкретно изгледа тоа барање. Со други зборови, како би можеле да го откриеме Бога. Ако прифатиме дека Бог не е далечен, недостижен дух во Вселената, туку соговорник, добронамерен кон нас, тогаш древните пророчки зборови би одекнувале во нова светлина. Апостол Павле дебатирал со филозофите во негово време во Атинскиот Аеропаг. Темата е Бог. Желбата на Павле е луѓето да го бараат Господа, та да би можеле некако да го насетат и најдат, иако тој не е далеко од секого од нас, зашто ние преку него живееме, се движиме и постоиме. Запишано во библиската книга Делата на апостолите, 70 глава, 27 и 28 стих. Тоа треба да биде прво и најважно убедување на христијаните. Живиот и личен Бог не постои само во мисловниот свет на човекот. Бог сака да биде во контакт со човекот. Секој може да го почувствува и да го доживее лично. Каде и како би можеле да го откриеме, да го почувствуваме и да го запознаеме? Светото писмо е основа на христијанската вера. Светото писмо е света книга преку која Бог ни се открива нам. Можеме да имаме личен контакт со Бога непосредно и во секое време. Библијата е најважната книга која дава одговор на суштествените прашања за потеклото и смислата на животот. Тоа не го прави преку филозофски расправи кои обичниот човек не може да ги разбере. Библијата тоа го прави преку вистински истории за луѓе, семејства и народи, исполнети со живот и емоции. Ве повикувам да си набавите Библија и да почнете да ја читате со цел да го запознаете Бога. Молете се Бог да ви се открие лично во вашиот живот. Ако го бараме тоа од Бога, тој тоа ќе го направи и ќе можете лично да го искусите неговото присуство во вашиот живот.
sveta. Iako teško te tvoj pregradki pak da ti pida, a na kraj na tvoj pak živote. Eve doagam ja skaj tebe dušava, celo srce ti go davam na dar. Bidi tuka, ostani. Eve doagam ja skaj tebe dušava, celo srce ti go davam na dar. Bidi tuka, ostani. Do kraja ostani. Ipak pokoj pad, talkavo nokta, slušav mnogo lažnih šepoti, no samo tvoj glas nežno me vodi. Razgori. Eve doagam ja skaj tebe dušava, celo srce ti go davam na dar. Bidi tuka, ostani. Eve doagam ja skaj tebe dušava, celo srce ti go davam na dar. Bidi tuka, ostani. Do kraja ostani. Do kraja ostani. שוב אתן לך את חיי, כל פינה שבליבי את נפשי, שם אתה לי בקרבי. אז אשוב אתן לך את חיי, כל פינה שבליבי את נפשי, שם אתה לי בקרבי. אתה שם איתי, אתה שם איתי. Do kraja ostani. Poleka se bližime kon kraju nova naša utrinska programa. Potištom gledajući, pred da se odjavim i da vi posakame svako je dobro. Da spomnom jedan nastan koji se odigra vo minati od vikend, znači potočno na 22. juni. Vo Prilep se održa jedno svečano bogosluženje 100 godini na adventizmot vo gradot Prilep. Znači se proslavi jubilej 100 godini. Eve ovaj crkvata vo Prilep koja se nalazi na ulica Brakja Laminski broj 46. Se sobradna pogolema grupa na vernici od poveke delovi na Makedoniji, imamo gosti i od Srbija, eve možete gi proslediti slikite. On je pastor ili propovedici koji služile za vreme na svoj život, na svoj raboten vek vo ova crkva, tako da imamo od Srbija i od Makedonija pastori koji evocira spomeni za nino to vreme vo toj
grad ili во таа црква. Интересно, 1924 година биле крстени првите верници адвентисти во градот под Марковите кули. 100 години, тоа е долг период, поминале доста војни, премрежја, проблеми, искушенија, но Бог ја сочувал својата црква, зашто црквата не е човечка творевина, туку е Божја. Бог ја води црквата секако преку луѓе, така да убаво беше, се дружевме, пред се го славевме Господа и видовме како луѓето ја прифаќале вистината во минатото по тешки околности. Доаѓале колпортери од Србија, од Бугарија, на разни начини словото се ширило и ете, се уште црквата функционира, се уште се проповеда евангелието, се уште луѓето ме веруваат на Бога и се уште ова црква обстојува под налетот на сите ветри, што би рекол, таа обстојува и го проповеда Словото Господова. Убаво беше, бевме таму, се дружевме, го славевме Господа и убави се тие моменти, знаете, да се забележи, не е овде во прашање човекот да се прославува, него Бог, но ете ние му удадевме почит на Бога, што Бог ја водил црквата, а ние како служители сме служиле во црквата, сме проповедале, сме мисионирале. Прилип е еден од поголемите градови во Македонија. Така да, еве, ова црква, може да кажеме, мајка на повеќе цркви во Македонија. Од Прилипската црква верници доаѓале у Кавадарци, у Гевгелија и во други места во Скопје, например, и ја шириле ова радосна вест. Така да, еве, тоа беше јубилеј 100 години од адвентизмот во Прилеп. Ни служија во песна младите од Скопје и некои други наши браки и сестри од Македонија. Главен говорник беше Раде Аристевски, кој потекнува од таа црква, од Прилепската, сега работи моментално во Шкотска, но како е да е, тој пат е интересна порака за животот на Јосиф, додека чекал на избавување и во затвор, а и подоцна. Знаеме дека Јосиф беше поставен за втор човек во Египет ради неговата верност, што му служил верно на Господа. Служи и останатите колеги, пастори, кои живеат и работат овде во македонската мисија, значи на овие простори во Македонија. Имавме гостини од Белград, Желимир Станич, кој зборуваше со кратка порака и пренесе пораки, односно поздрави од нашето раководство од Белград. Како е да е, поминавме едно убаво време, убави минути, убави часови, еве на крајот, сите не можевме да се собереме овде пред црквата, имаше доста и внатре луѓе и во дворот, но како е да е, спомените остануваат, Господ нека ја води ова црква и во наредните денови и години, се до оној миг и оној ден, додека Исус не дојде повторно и не собере сите, да се видиме и да се најдеме во Небесното царство. Тоа беше и пораката како заклучок на ова дружење овде во Прилеп. Се организира на крајот и заеднички ручек, поздрав до домакините, пофалба, навистина беше се во ред, имаше обилно храна, луѓето може физички да се закрепнат, освен духовното што се храневме, но секако и физичката храна е дел од нашиот живот. Како е да е, убави спомени понесовме, па ете, Господ да ни даде нови прилики и нови можности да се дружиме и во наредните денови и години. Почитувани гледачи, би сакал сега пред да се одјавиме, да уште еднаш ве потсетам на една убава книга што сакаме да ви ја подариме, а тоа е книгата Патот кон Христа. Може би ја имате ова книга, но би сакал уште еднаш да ја понудам на вас кои се уште немате. Има овде 13 кратки поглавја кои зборуваат за Божјата љубов, како Исус најдобар ваш пријател. Ова книга е печатена на многу јазици, на повеќе од 160 јазици. Во Македонија веќе неколку изданија се печатени на 10 милиона примеруци во светски рамки. Значи, може да ја добиете ова книга, ако посакате, ако ни пишете на нашата адреса, ќе ви испратиме по пошта, или нашите соработници ќе ви ја достават до вашата домашна адреса. А вие останатите кои сакате да ја проучувате Библијата дома, поред вашиот компјутер, ви нудиме бесплатна дописна школа, bibliјата.зборува.mk, тоа е адресата. Ке може да влезете внатре и ќе откриете 8 подрачја на дописната библиска школа. Да ја видиме сега и самата реклама за дописната библиска школа.
Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Почитувани гледачи, полека дојдовме до крајот на наша денешна утринска програма Разбуди се, мисля кој се митува секоја среда со почеток во 9 часот. Би сакал да ве поздравам сите вас кои бевте наши верни гледачи во минатите емисии, месеци и години. Ова денешна емисија е последна во рамките на оваа сезона. Пред нас е летните одмори, јули и август, така да сакам да ви посакам да имате убави денови, летни денови, ако одите на одмор, убаво да си поминете, но секојаш носите го Господа со вас во вашите срца. Значи, ќе имаме пауза сега, јули-август, ќе се видиме, се надевам во некоја наредна прилика, но додека не се видиме, останете со здравје, бидете бодри, бидете весели, бидете радосни, ширите оптимизам, зашто сепак оптимизмот е добар и за вас, и за оние кои се околу вас. Уште еднаш посакувам Господ да ве води, да ве чува и да ве благословува и секој добро до некој наредно видување. А до тогаш останете со здравје. Драги гледачи, ве покануваме да бидете со нас во нашата утринска програма Разбуди се, која ќе се митува секоја среда со почеток во 9 часот на Facebook страната на Радио Гласна надежда и на нашиот YouTube канал Радио Гласна надежда. Во емисијата ќе имате можност да следите интересни содржини, сервисни информации, утринска порака, мисла на денот, искуство од земјата и странство, совети за здравјето и схраната, гости во студиото, порака од Библијата и многу други содржини. Бидете и вие дел од нашата утринска програма. Се гледаме.